Мислам дека ова е една тема која што ние мораме силно да се спротивставиме, затоа што во голем дел од овие тарифи веќе фирмите ги плаќаат преку ЗАМП, а ние исто реагиравме до заштита на авторските права, на Сдруженијето за заштита на авторските права, и повеќе правни субјекти веќе го имаат оспорено на Уставниот суд. Сега со ова ново здружение за колективно управување на изведувачите, на правата на изведувачите, се воведуваат нови такси кои што се веќе еднаш платени и се доведуваат во законот дозволува многу да се формираат вакви здруженија кои што секојдневно може да бараат од фирмите разни надоместоци. Затоа ние денеска во Стопанската комора и преку јавноста сакаме да се спротивставиме на ваквите можности да секојдневно никнуваат нови невладени организации или здруженија. Правилникот и тарифата, да не претерам, се скоро идентични со правилникот и тарифата на ЗАМП. Ние се потрудивме да ги консултираме нашите колеги, ако не повеќе бар од околните држави, да кажем од Србија, од Хрватска, од Словенија. Секаде има едно здружение кој што ги застапува интересите авторските права, интересите на авторите, односно авторските права. Да речеме во Србија тоа е СОКОј, и за фаќањето што го има, го распоредуваат согласно нивна методологија автори на музика, автори на текст, аранжери, фонограми, изведувачи. Во случајов кај нас, ние сега ќе се доведеме во ситуација да плаќаме по основ на иста услуга, буквално кажано, слушање механичка музика, да плаќаме по два основа. И тоа што е уште пострашно и потрагично, во услови на ваква економска криза, каде што помалку или повеќе сите се бориме за опстанок, ние имаме давачка која што е во пари, направена е една мала пресметка, колку за ваша информација, колкаво би било за фаќањето, би било 5 пати поголемо отколку што е за фаќањето на ЗАМП. Што значи, ако еден хотел од прилика 180-200 соби за ЗАМП плаќа и тоа со склучен посебен договор, а не во согласно со тарифникот што е важечки и што го имаат они објавено, плаќа 10-11 илјади денари месечен надоместок, во истите услови при ист капацитет, согласно новиот тарифник што го предлага ММИ, би плаќале 52.000, односно 53.000 денари. Замислете, тоа е само еден хотел. Што тоа значи за еден објект во услови на ваква економска криза, и тоа да не го повторувам, а што е најстрашното и најболното и што сметаме дека е апсолутно недопустиво, да се плаќаат такси, највулгарно да кажам, да се плаќаат давачки за една услуга. Значи, ние данок не плаќаме, два пати не плаќаме данок, што е најважната работа во државата по основ на една услуга. Во овој случај ние сега плаќаме два пати, значи нашата определба и нашата заложба на целото стопанство во областа на угостителството и туризмот е да се донесе правилник и тарифа, односно да постои едно здружение, заради тоа што ние согласно европската регулатива сме задолжени, од таа обврска не можеме да избегаме и не сакаме да бегаме, меѓутоа да постои едно здружение кое што ќе зафаќа од угостителството и туризмот само по еден основ, а они внатре како ќе се договорат, односно како ќе организираат како ќе се направат методологијата за распределбата на надоместоците, тоа веќе ние не навлегуваме. И тоа да биде во разумен обем, со разумни цени и со нешто што значи вклопување во оваа сегашна ситуација во која што сите ние се наоѓаме. Во овој случај, ние повторно ќе кажам, се доведуваме во ситуација да се плашиме не од ММИ што е сега формирана, може би после извесен период ќе се формира уште некое друго здружение и ние повторно ќе бидеме доведени во ситуација да се препишуваме, да пишуваме до сите можни инстанции во државата. Значи, само една напомена. Овој допис, односно приговорот што го имаме напишено и доставено до македонската музичка индустрија, до Агенцијата за поттикнување и развој на туризмот во Македонија, до Министерство за култура, до Министерство за економија, што лично сметаме и со колегите со кои што разговарам. Не знам зошто и овој дел е во рамките, односно е под надлежноста на Министерството за култура, дали тоа дека се автори уметници,
Па може би за тоа сметам дека тоа треба да биде во Министерството за економија, затоа што и таму ние имаме свое здружение кој што ги штити нашите интереси, и после овој прес најверојатно ќе имаме еден состанок во Министерството за економија со министерот, заради тоа што многу работи без наше знаење, без наша консултација се доставуваат во завршна фаза, во која што после ние само можеме да кажеме или да аминуваме, или без наш амин тоа да пројде и како и за многу други работи да биде во оптек, односно да се користи.